Почитувани граѓани, почитувани медиуми. СДСМ вети и оствари. Во 2016 година СДСМ на граѓаните им го вети концептот парите назад кај граѓаните. И тоа го направи и ќе го прави. Владата предводена од СДСМ ја укина радиодифузната такса, воведе ефтина тарифа на струјата, со што на семејствата им стигнуваат пониски сметки за плаќање, односно, со воведување на оваа мерка, 11 милиони евра остануваат кај граѓаните. Го слушавме гласот на народот и ги намаливме трошоците за катастар, за адвокатски, нотарски и извршителски услуги. Казните сериозно ги намаливме. Можеме, уште повеќе, уште подобро. Почитувани, преку проектот Мој ДДВ досега кај граѓаните се вратени околу 8,5 милиони евра. Овој успешен проект го продолжуваме и во новиот мандат и ќе го зголемуваме лимитот по поединец на 2300 денари за тромесечие и 9200 денари годишно, односно на 36.800 денари за просечно 4-члено семејство. Покажавме дека со СДСМ платите растат. Ветивме просечна плата од 30.000 за цел 4-годишен мандат. Денес, само по 2,5 години, таа е близу 27.000 денари. Ветивме минимална плата од 16.000 денари за цел мандат. Денес, таа е 14.500 денари по само 2,5 години. Можеме уште повеќе, уште подобро. Во новиот мандат ќе обезбедиме минимална плата од 300 евра и просечна плата од 600 евра до крајот на мандатот. Платите во образованието и здравството ќе пораснат за 20%. Тоа е нашата понуда до граѓаните, која што ќе оствариме до 2024 година. Ако за само 2,5 години успеавме да отвориме над 67.000 нови работни места и стапката на невработеност ја донесовме на историски минимум од 16,4%, можеме и знаеме за 4 години да отвориме нови 100.000 работни места, со што стапката на невработеност ќе падне под 8%. Пензиите годинава пораснаа за рекордни 722 денари, а со усогласувањата ќе пораснат и до 900 денари до крајот на годината. Почитувани, во новиот мандат нудиме предвидливо деловно обкружување. До 2023 година, владата предводена од СДСМ, персоналниот данок во IT индустријата ќе го намали до 0% и тоа скалесто, 5% во 2021, 3% во 2022 и 0% во 2023 година. Данокот на добивка останува на ниво од 10% во целиот период од 2020 до 2024 година, но остануваме доследни на воведувањето прогресивно оданочување преку инклузивен процес на разговори и креирање консензус за воведување на истиот. Ке направиме реконфигурација на ДДВ-то преку воведување на единствена стапка од 10% ДДВ за сите ресторански услуги, намалување од 18 на 5% за занаетчиски услуги, подигнување на прагот за плаќање ДДВ од 2 милиони на 3 милиони годишен промет од 1.1.2022 и изедначување со прагот на ослободување на данок на добивка до 3 милиони годишен промет. Почитувани, успешните економски политики на владата, предводена од СДСМ, се препознаени и потврдени преку сите економски параметри. Последен доказ е растот на БДП од 3,6% за 2019 година, што е повеќе од проектираните 3,5%. Само ние можеме за 2 години од рецесија од минус 1,8% да направиме така сериозен раст на БДП. Развиваме држава за достоинствен живот. Држава со пристојна живеачка во која сите ќе заработуваат. Градиме систем во кој што трудот на работниците ќе се вреднува и ќе се плаќа. Градиме држава во која младите ќе останат тука да живеат
да работат, да напредуваат еднакво со нивните врсници од Европа.